Блескав гламур, звезден сјај, филмска магија, 28-то издание на најпрестижните филмски награди. Театарот Долби во Холивуд по традиција беше место каде се доделија Оскарите. Најголемиот триумф го донесе политичко-акциониот трилер Една битка по друга, со освоени 6 статуетки, вклучувајќи и она за најдобар филм. Пол Томас Андерсон доби награда за режија и адаптирано сценарио. Го напишав овој филм за моите деца, како извинување за нередот во домаќинството што го направивме од овој свет, но и како порака на надеж дека токму нивната генерација ќе донесе повеќе здрав разум и пристојност. Најмногу номинации имаше филмот Грешници, вкупно 16, а доби 4 Оскари, за најдобра главна машка улога за Мајкл Б. Џордан, како и за оригинално сценарио, оригинална филмска музика и за кинематографија. Да се биде во друштво на такви великани, мои идоли и луѓе кои ми го раздодеа патот. Ви благодарам на сите во оваа сала и на сите дома кои ме поддржуваа во текот на целата моја кариера. Джеси Бакли беше наградена со Оскар за најдобра главна женска улога за филмот Хамнет. Сите ние потекнуваме од семејство на жени кои продолжуваат да создаваат и покрај сите пречки. Ви благодарам што ме препознавте во оваа улога. Ова е најголема чест. Во категоријата за најдобар филм од неанглиско говорно подречје триумфираше норвешката кинематографија со емотивната драма Сентиментална вредност. Визуелната и техничката магија на филмот Франкенштајн беше наградена со Оскар за шминка, фризура и костимографија, додека спектакуларниот филм F1 ја освои статуетката за најдобри звучни ефекти. За најдобри визуелни ефекти триумфираше импресивниот Аватар, Оган и пепел. Музички момент на вечерта му припадна на номинираниот филм К-поп ловци на демони, чија песна Golden беше прогласена за најдобра оригинална филмска песна. Во документарните категории Оскарот за најдобар долгометражен документарен филм Господ и Господи Никој против Путин, додека за најдобар краток документарец беше награден филмот Сите празни соби. Овогодишната церемонија во Лос Анџелес се истакна и по својот изразен политички тон, кој рефлектираше актуелните глобални тензии. Водителот Конан О'Брајан уште во ведниот монолог се пошегува со растечката улога на вештачката интелигенција, нарекувајќи се себе си последниот човечки водител. Политичките пораки се почувствува и во повеќе говори. Актерот Хавиер Бардем упати апел за слободна Палестина. Режисерот Јоаким Триер ги критикуваше светските лидери за неодговорност кон идните генерации, а Глорија Казарес, протагонистката на документарецот Сите празни соби, одржа силен говор против насилството со оружје во Соединетите држави.